Ракометното семејство на текстилец со Штип заслужува респект, почит и внимание на целокупната спортска јавност. Традиционално, веќе по 20 јубилејни пат, раководството на текстилец организира средба на генерациите, манифестација можеби единствено од ваков вид во Македонија. На крајот на секоја календарска година, на Свети Никола, ракометари од сите генерации од сите страни на Македонија, па и пошироко, имаат за аманет да се соберат на едно место и во исто време во нивниот ракометен храм, односно во спортската сала на Основното училиште Тоша Арсов. Да се видат, да продискутираат, рекреативно да се ги одмерат силите и на крај на заеднички коктел сето тоа да го преточат во заедничко задоволство и славие. А секако неизбежен декор на овие средби се оние кои во формија текстилец му влеа надеж, вера и љубов која ракометната игра која трае ли трае. Како да ви кажам, некој кога гледам сега ракомет, дури жал ми е што сум се родил толку рано. 54 година, тогаш што дојдоа првите професори, учители ги викаме ние тоа време, Хиро Прошев, тие Биле, Дулдуров, тие сите и почнаа да научат ракомет. И така почнаме за една година, за другата година почнаа да се формират по школите, у секоја гимназија, у секоја школа средна, почнаа да се формират клубове по предпријатијата и формира се 56 или 57 лига, градска лига. И така, и почнавме да играме, времето беше сосема друго, ово време е време. Играме на шляка, играме у кал, имаме еден помпа да се мие, тај што остане последно нема кој да му помпа, да се оде со калта. Така беше, сега е како друго. И едино само што сега жал ми е, искрено ви кажувам, што Штип толку конфекции, толку мислам јаки бизнисмени, што не може да донират, да направат една екипа, барем Штип да има со шо. Незаборавни се моментите кога се играше ракомет, кога немаше ама баш никакви услови, на шљака, жгура и вокал. И токму во такви услови израта на ракометната карта на Македонија, ракометниот клуб Текстилец. Овој ден е прво да кажам празник за мене, па и за моето семејство дома пошироко. И кој гледам овие мали деца, се сеќавам точно на 53-54 година, кога прв пат дојдов во додир, во допир со ракометната топка и кога се популаризираше ракометот со таква симпатија, што денеска се потврди да во Македонија имаме таков ракомет, со таква љубов сите го гледаме, навиваме и сме жалости кога загубиме на меѓународните надправи, посебно овие лигите на шампиони и така натаму. Секој нов спорт носи свој интерес, па така и ракометот тогаш привлекувал повеќе гледачи отколку фудбалот. Првиот надпрво што игравме во Штип пред наша публика во лигата беше против Струга и на 19 септември 58 година. Го памтам убаво, тој ден ми остана врез против Струга. Ги победиме 17-14 и од тогаш натака публиката ја присвоивме во градот. Се може да замислите, ако кажам дека повеќе имаше гледачи публика на ракомет од на брегалница. Мартин Поповски е најновото дете на Текстилец кој со своите игри го привлече вниманието на селекторот Лино Червар и заедно со Владко Митков ќе го красат македонскиот дрес на престојните тешки искушенија. Чувството е прекрасно, да се биде репрезентативец на Македонија е гордост, чест на секој спортист. Тоа е една цел во животот што мислам дека секој од овде сонува да ја достигне. Не следува едно светско првенство во Франција, кое што ќе биде многу тешко. Најнапред дека имаме некоја смена на генерации. Ќе биде малце потешко со помлади ракометари да се направи некој позначителен успех, но сепак ние веруваме во оваа генерација што следи, што добрава доаѓа. Веруваме во постарите играчи кои што останат и кои што ќе ни помогнат многу во тоа, сигурно ќе ни пренесат некое нивно знаење. И мислам дека со едни добри припреми кои што сега треба да ги работиме во Маврово, мислам дека може да се достигне некој солиден резултат за оваа генерација која што направо доаѓа. Убаво е чувството кога знаеш дека паралелно со традицијата Мартин Поповски растеше и созреваше во квалитетен ракометар. Јас сум 22 години, почнав на 13-12 години. Мој претходно тренирав малку фудбал, се префорли во ракометот, среќен сум поради тоа.
Овде тренирав 7 години, 7 години тренирав овде, потоа заминав во Вардар. Моментално сум член на Вардар Јуниор. Ова е едно богатство на градот, вака се собираме долго време, веќе можеби 20 години пред нас генерациите се имаат собирано. Мислам дека ова треба да продолжи, треба спортските луѓе во градот да го поддржат ова и се надевам дека со тек на време ќе се поврати условите за работа во овој клуб и дека ракометот нема да згасне. Уште од сега раководството на Текстилец ќе се зафати со подготовките за најновиот јубилеј, 60 години од формирањето на Текстилец. Па нека им е со среќа.